Благодарам, Петрит. Добар ден до сите и од мене. Во овие 7-8 минути јас го структурирав моето обраќање така што ќе говорам и за делот на надлежностите што ги има агенцијата, но и за дел на нашите активности во рамките на тие надлежности. Почнувајќи од надлежностите, како што каже и Петрит, од јули 2023 година со тие измени на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги се направи усогласување на овој закон со Директивата за аудиовизуелни медиумски услуги на Европската Унија, во делот во кој што агенцијата како регулаторно тело стана надлежна за платформите за споделување видеа. Значи зборуваме за примери какви што се Facebook, YouTube, TikTok и така натаму. Меѓутоа, правилото кое што важи на европско тло, а со тоа не само во Унијата, туку и во нашата земја, е дека надлежна за одреден субјект во која било сфера е земјата во која што тој е основан или се смета дека е основан. Нема да навлегувам што значи тоа се смета дека е основан, детално, прилично сложено е објаснето тоа во законот. Но во моментов практично тоа значи дека иако агенцијата има надлежност да биде регулатор на платформите за споделување видеа кои што се основани или се сметаат за основани во Македонија, такви субјекти нема, што значи дека ние не можеме да ја ефектуираме таа наша надлежност. Оно што е многу важно е дека директивата предвидува и дека мора да постои соработка меѓу регулаторните тела по овие прашања, затоа што овие субјекти функционираат транснационално, значи не постои, функционираат прекогранично и затоа постои таа юрисдикција на земјата во која што е основано, па да речеме за Facebook и TikTok надлежна е Ирска, односно Ирското регулаторно тело, каде што е основана централата или представништвото, седиштето на овие платформи за Европа. Петрит спомна во воведот дека сега имаме надлежност над инфлуенсерите. Всушност, она што беше направено со измените во законот е тоа што се предвиде дека она што се нарекува аудиовизуелна медиумска услуга по барање, бидејќи инфлуенсерите всушност тоа се, но како физички лица, сега се прочисти дека претходно законот имаше поставено дека се тоа правни лица. Значи сега се воведе дека станува збори за физички лица, се утврди дека ќе треба да се направи правилник со кој што ќе се прецизира како, кои се критериумите со кои што одреден инфлуенсер, без оглед дали е физичко лице или е трговец, поединец и така натаму, значи на кој начин ќе се идентификува кој од тие инфлуенсери ќе стане предмет на регулација, затоа што ни на европско тло, а ни кај нас не можат и не треба да станат сите, бидејќи во тој случај може да дојдеме до пререгулација во која што секој човек кој што има некаков свој мал блог или влог и кој што објавува нешто што го гледа еден мал круг на публика, би требало да биде предмет на регулација, тоа не е така. Правилникот е направен, минатата година се дадовме еден голем период за јавна расправа по содржината на нацртот, но никој не ни даде никакви забелешки, никакви коментари, предлози, мислења во врска со неговата содржина. И затоа ние сме сега во една фаза во која што комуницираме директно со најразлични засегнати или релевантни субјекти, за да можеме да обезбедиме акт кој што ќе биде што е можно посоодветен, инаку самиот акт е прилично прецизно и концизно направен, јасно е објаснето внатре кои се тие 7 критериуми кои што ќе треба да ги исполни одреден субјект за да биде предмет на регулација, па да речеме треба тоа да е медиумска услуга која се нуди на платформа за споделување видеа, од која што се остварува економска добивка, односно се остварува дека економска услуга, што значи дека може да работи или за плаќање или за некаков друг вид. Значи ако вие во својот подкаст нудите книги или за да говорите за одреден настан добивате карти за тој настан и така натака, тоа е веќе размена која што подразбира економска услуга. Понатаму треба да има уредувачка одлука, значи некој да носи свесни уреднички одлуки за тоа што ќе говори, што ќе објавува. Основната цел на целата услуга или на засебен нејзин дел да биде да информира, забавува или да образува.
да е посветена на обезбедување програми кои што се наменети за општата јавност, значи не како што кажав на почетокот еден мал круг луѓе. Понатаму тоа да биде нелинарна услуга, што всушност значи да може да има каталог на содржина од кој што секој од нас во момент кој што сам ќе го избере, ќе одлучи што ќе гледа, што ќе слуша. И тоа да програмите да бидат достапни преку електронски комуникацијски мрежи. Понатаму тоа е детално објаснето и обезбедени се, нели сега да не навлегувам, и објаснување и формулар за пријавување и така натака. Законски актот треба да биде донесен до средината на оваа година. Законот определува дека треба, значи, 2 години од влегувањето на сила во тие измени и ние секако дека ќе го донесеме, агенцијата секако дека ќе го донесе до тој момент. Значи, тоа се тие наши надлежности. Јас би сакала само многу накуса да се осврнам на онлайн медиумите, за кои што сега, нели, во процес е измена на законот за медиуми, со кој што тие треба да бидат опфатени, да станат, нели, признаени, препознаени од нашето законодавство како медиуми, ако тие тоа се по својата суштина. Значи, да излеземе од таа апсурдна ситуација и она што е важно е дека тие сега ќе имаат одредени, доколку се донесе законот така како што е предвидено, ќе имаат одредени административни обврски, односно агенцијата кон нив ќе има административна надлежност. Тоа значи дека нашите обврски ќе се однесуваат на следење на тоа дали тие се транспарентни во поглед на својата сопственост, дали објавуваат импресум, дали ги објавуваат неопходните информации за да можат граѓаните лесно и директно да стапат во контакт со нив и така натаму. Станува збор, значи, за тој тип на обврски, не за обврски за следење на нивната содржина, онака како што имаме обврски да ја следиме содржината, односно да вршиме надзор над содржината на аудиовизуелните медиумски услуги. Кај инфлуенсерите, бидејќи се аудиовизуелни медиумски услуги, да, ќе имаме надлежности во поглед на содржината. И само да го завршам овој круг на зборење за надлежностите, само затоа што нешто е објавено преку каква било платформа достапна на интернет, не значи дека сме ние надлежни за неа, треба да биде аудиовизуелна медиумска услуга. Значи за текст ние не сме надлежни. Сега, како што кажав, ние немаме во поглед на дезинформациите, немаме директна законска надлежност да ги разоткриваме и да се справуваме со нив. Но ние имаме надлежност да ја поттикнуваме медиумската писменост, која сваќаме исклучително сериозно и работиме многу на тоа прашање. Начинот на кој што ние се гледаме и како ја спроведуваме нашата улога по ова прашање е на институција која е овозможувач. И ја креиравме, нели, односно ја иницииравме, но заедно со поголем број субјекти ја креиравме мрежата за медиумска писменост, која што сметаме дека е исклучително добра инфраструктура за комуникација и соработка. Всушност, од луѓето на оваа маса, тројца се представници на организации кои што се членки на мрежата. Понатаму, ние сметаме дека за да може да се прават во сферата на медиумската писменост проекти и активности кои што имаат издржани и самоодржливи резултати, треба да во позиција сме да обезбедиме релевантни податоци за тоа како стои ситуацијата. Во таа смисла ние работиме, да речеме, истражување на нивото на медиумска писменост. Ова што го држам во рака е публикација на третото такво истражување. Првите две од 2016 и 2019 се однесуваат на нивото на медиумска писменост на лицата над 16 години. Ова е првото кое што се фокусира на децата, младите од 14 до 17 години. Значи една многу специфична група млади луѓе која што лесно потпаѓа под влијание, се наоѓа во таа своја фаза на психолошкиот развој, што лесно потпаѓа под влијание. И само накусо, за да не ви бидам досадна и за да ве поттикна, можеби да ја побарате публикацијава која е објавена на македонски, албански и англиски јазик на веб страницата mediumskapисменост.mk, односно официјалната веб страница на мрежата за медиумска писменост која ние ја администрираме. Значи, од сите прашања кои што им поставивме многу за различни аспекти, само две-три поенти во поглед на тоа како е кај нив развиено критичкото мислење, кое е клучниот елемент во препознавањето на дезинформациите и во справувањето со нив. Да речеме, ги прашавме што мислат, што е тоа, што е насловот шокантно, погледнете што се случуваше вчера во Скопје, видете подготвени видео. 53% препознаа дека станува збор за наслов јадица. Не е мал процентот, ама 22% сметаа дека станува збор за објективно информирање,
17% не знаеа што е, 8% мислеа дека е тоа нечие мислење. Или, навивачите протестираа во Скопје пред фудбалскиот надпревар да ги убиеме кучињата. 58% препознаа дека станува збор за говор на омраза. Но, што е со останатите 42%? Речиси 16% сметаа дека тоа е известување од спортски надпревар. 17% не беа сигурни, 9% дека станува збор за лажна вест. Како ги препознаваат фактите од мислењата? Тоа беше исто една работа која што сакавме да ја дознаеме. 55% знаат дека Втората светска војна завршила во 1945 година, 48% дека Земјата е трета планета од Сонцето, ама 35,6% мислат дека е факт дека куќето е најдобриот пријател на човекот. И така натаму, и така натаму. Оно што многу не интересираше како се тие оспособени со вештини и алатки за да ги препознават дезинформациите, но и да знаат како да ги пребаруваат, како да ги наоѓаат елементите, фактите кои што ќе им помогнат да сватат дека нешто не е во ред со одредена информација. Една од работите е нели дали водат сметка за тоа кога ќе користат некоја апликација, да речеме FaceApp, она апликација која што ве остарува, ја ставате својата фотографија, таа ве остарува, да речеме дали проверувате до кои податоци таа апликација ќе има пристап. 87% велат да проверуваат. Ама контролното прашање дали ги читате условите за користење, односно Terms of Service, вели 48% ги читаат, ама 37% немаат време, а за 15% тоа е губење време зашто и онака не можат да ги сменат. Ова ни покаже дека оваа група граѓани, млади граѓани дава општествено очекувани одговори, што Ана Фрицханд, психологот која што ги толкуваше резултатите кои што ги даде нели поширокиот контекст, вели дека е сосема нормално за нивната, за фазата на развој која што се наоѓаат и дека е токму таа моментот кога многу треба да работиме со нив, за да ги оспособиме за критичко размислување, за да развиеме нивната критичка свесност, за да може да ги препознаваат дезинформациите. И за да завршам, 96% од нив не знаеа како да проверат фотографија. Бидејќи баш и не сме сите многу информирани како да го направиме тоа, во рамки на Twinning проектот, со кој што работевме на подигнување на капацитетите на агенцијата за остварување на нашите нови надлежности, изработивме еден прирачник за препознавање дезинформација, кус многу практичен. Како да ги искористите основните новинарски прашања, кој, каде, што, како, зошто, за да пребарувате на интернет и да видите дали информацијата е дезинформација. Да ја ставите фотографијата на Google Reverse Image и во 2 клика да дознаете каде е употребувано, односно дали е креирана посебно за тој одреден текст што го гледате, што го читате, или е веќе некаде користена. Со TinEye, например, како да проверите пак во едноставни 2 клика дали е таа креирана од вештачка интелигенција, а со инсталирање на апликацијата InVid, односно екстензијата InVid на Google Chrome, да проверите дали некој видео е deepfake. Тоа е отприлика вака во што е можно покус со време, се што баравте од мене да кажам, ама остануваме понатаму нели по завршувањето на вовидните излагања да дискутираме на сите овие аспекти. Благодарам.